YouTube од 22 јули ќе бара сите корисници да имаат најмалку 16 години за да емитуваат во живо без надзор на возрасен. Новото правило става крај на досегашната практика децата над 13 години да стримаат сами, па од сега секој на возраст од 13 до 15 години ќе мора да има возрасен придружник во преносот. Платформата најави строги мерки, сите кои ќе се обидат да ја заобиколат забраната може да се соочат со трајно отстранување на сметката. Доколку малолетен корисник продолжи да стрима без дозвола, можно е привремено да изгуби пристап до разговорот во живо или други функции. Сите погодени креатори ќе добијат известување по епошта ако нивниот пренос биде отстранет. YouTube им нуди опција на помладите креатори да му доделат улога на возрасен кој ќе биде видливо присутен и ќе управува со преносот преку нивниот канал. Овој потек се смета за обид на YouTube да ја зајакне безбедноста на најмладите корисници, но предизвикува загриженост кај тинејџерите кои веќе изградиле голема публика и заработуваат од своите стримови. За прв пат е одобрен лек против маларија кој е специјално формулиран за бебиња и многу мали деца. Новиот лек, развиен од компанијата Novartis, ќе биде достапен во африканските земји веќе во наредните недели, каде што маларијата предизвикува најмногу смртни случаи кај деца под 5 години. Досега најмалите пациенти се третираа со верзии на лекови наменети за постари деца, што носеше ризик од предозирање и неточни дози. Новиот препарат е безбеден и погоден за деца кои тежат помалку од 4,5 килограми. Во 2023 година од маларија починале околу 597.000 луѓе, а речиси 3/4 од нив биле мали деца во Африка. Стручњаците се надеваат дека новото одобрение ќе го намали бројот на трагични загуби. Одобрувањето од швајцарските власти отвора пат лекот брзо да се имплементира во најпогодените региони. Се очекува земјите со највисоки стапки на маларија да го добијат лекот први.